Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Патот до успехот. Личноста која што предизвика вистинска бура, земјотрес во македонскиот банкарски свет. Трансферот од Стопанска во Шпарка-АС банка беше изненадување за целокупната македонска јавност. Новиот прв човек на Шпарка-АС банка, Глигор Бишев, гостин во ова најново издание на Патот до успехот. За почетоците, за предизвиците во Народна банка, Стопанска, Шпарка-АС банка. Во Патот до успехот разговараме со Глигор Бишев. Јас сум Мишко Иванов, вие сте со 24 вести телевизија. Останете со нас и слушнете ја приказната на Глигор Бишев. Добар ден, господин Бишев. Добар ден. Како сте? Добро дојдовте. Добро ви најдовме. Се навикнавте на новата фотелија во Шпарка-АС? Па почнуваме. Да? Почнуваме. А и не е тешко. Добро. Затоа што Шпарка-АС навистина има добар, млад тим, комбинација и на искусен кадар, и на млад кадар. Дел е од голема групација, од кај што добива ноу-хау и нема да биде тешко. Глигор Бишев е роден во 1958 година во Струмица. Таму завршува и средно образование. Импозантна биографија, огромен багаж зад себе. Дипломира на економскиот факултет во Скопје. Овде ги завршува и постдипломските и докторските студии. Својата кариера почнува да ја гради во Народната банка на Македонија. Господине Бишев, од мал знаевте, умеевте како со парите или ви интересираше нешто друго? Од мал ме интересира финансиските движења, што представуваат парите. Меѓутоа, веќе кога завршував средна школа, значи знаев дека сакам да студирам економија. Тоа има врска со математиката, основно средно училиште? Многу ја владеевте математиката? Да, ја владеев математиката, меѓутоа тоа не беше одлучувачки. Одлучувачки беше моето пошироко семејство, кое што во тоа време во поранешна Југославија има дуќани кои што работеа одредени занаети и јас слободното време го поминував таму и така доаѓа во допир со парите. И затоа што во гимназијата имавме многу јак професор по предметот физика и сите што беа одлични ученици и беа добри по математика и физика, се очекуваше дека ќе студираат електро или електромашински факултет и од тој аспект јас ги изневерив моите професори. Наместо електромашински се запишев на економски факултет Скопје. А знаевте дека еден ден ќе видите ова што сте сега, еден од можеби највлијателните луѓе од топ 3 банкарите во земјава, луѓе кои што на некој начин ја креираат, на било кој начин ја креираат банкарската политика во земјава? Па добро, значи кога ние ќе планираме нашите аспирации или да кажам попуштено кога сонуваме што ќе бидеме, ние долгорочните аспирации ги сонуваме као индикации. Значи вие никој пат не сонувате позиција, не сонувате место. Значи вие сакате да бидете во занимањето, сакате да бидете добар банкар. Добар банкар да бидете или добар експерт, или добар професор, или добар истражувач, не значи дека вие мора да бидете генерален директор. Значи, вие можете да бидете експерт по ризици, може да бидете во корпоративно работење, може да бидете генерален директор, меѓутоа битно е да бидете дел од тим. Значи, ја кога сонував да бидам дел од добар тим, дел од добра банка, и значи тај сон се реализираше на тој начин што бев и сум генерален директор, меѓутоа една единка или еден човек не може да направи сам резултат, зад него е потребен тим. И значи она што ги разликува лидерите и успешните директори е тоа што тие успеваат да ги идентификуваат потенцијалите во одредена компанија, кои што не се само потенцијали од аспект на услугите што банката ги продава или на капиталот, туку пред се во луѓето. Во тие времења, во младоста, тинеџерските години, на што ги трошевте парите? Или штедевте повеќе? Во тоа време сепак и светската економија, а и
Македонија во рамките на поранешна Југославија не беа до тој степен потрошувачко општество. Значи, скоро секое семејство штедеше и нормално во тоа време, кога ја бев во средно образование, имав тетка која што беше пензионер и таа ми отвори штедна книжка и секој месец велеше да штедиме за кога ќе студираш, да имаш средства, а истовремено кој секоја млада генерација, значи купувавме во тоа време плочи, немаше DVD, немаше CD, беа оние големите плочи за музика, исто така фармерки се одеше од трз да се купи, некоја мајца, некоја кошува, потоа дојде Грција, одевме во Солун и така. Сте работеле за Джепарлак? Да. Преку лето? Да. Што? Па работев кај моето пошироко семејство, како што ви кажавте, има дуќани, па им помагав и на моите родители, така да... Не би било срам да работите? Напротив. За да се биде банкар, мора да се има талент или неопходно е само огромно знаење? Па комбинација, значи за било кое занимање потребно е да имате одреден талент, меѓутоа тоа не е доволно. Значи мора да бидете упорен, да бидете истраен, да работите перманентно и да знаете дека она што денес го знаете, после 3 до 4 години ќе биде застарено, значи ќе мора перманентно да се усовршувате и тоа не е карактеристика само за банкарството, мислам дека тоа е за било која струка. Значи струката, работата мора да биде стил на живење, да бидете посветен кон истата. Како изгледа талентот за банкарство? Да знаете да се спогодувате, да знаете да видите џамба со одредени ситуации? Не, напротив. Мислам дека во принцип банкарите се конзервативни личности, значи затоа што тие управуваат со туги пари кои им се доверени, значи тие мора транспарентно да работат. Значи тука пазарлокот да некого надмудрите е најголемата грешка. Значи во банкарството сделката е постигната кога двете страни се срекни и кога двете страни смета дека е тоа фер сделка. Значи кога ние даваме кредит, не сакаме да надмудриме, ние туку напротив го цениме проектот. И тука клиентот и преку нас го осознава мислењето на банката и без обзир дали ќе земе кредит или не за финансирањето на тој проект, го добива мислењето на банката од аспект дали банката смета дека тој проект е ризичен или не. Значи, тоа е повеќе партнерски однос. Значи, однос да ви веруваат. И од тој аспект мислам дека во изминатиот период и во Стопанска банка и сега во Шпаркаше, нашата цел е да бидеме партнери како на граѓаните, така и на бизнисмените во Република Македонија, да заеднички на рамноправна основа дефинираме што е успешен проект кој што заслужува да биде поддржан, а кој е проект кој не издржува критериумите на една пазарна економија. Работната кариера ја започнувате во Народна банка. Се сеќавате ли на тие времиња, на почетоците? Почнав во еден одсек, тога ја завршував постдипломски студии и почнав во еден одсек кој што беше за поттикнување на извозот. И таму работев 6 месеци и дури денес се сеќавам на моите колеги од канцеларијата кои што беа таму и кога сте вие ја почнувате кариерата, кога сте приправник, вам ви е најубаво. Односно, како да кажам, велите дека почнувате да го остварувате вашиот сон. После 6 месеци ме префрлија во дирекцијата за анализи, во тоа време денеска Центарот за истражување на Народна банка на Република Македонија и така почна мојот развој. Во 1993 година Бишев станува генерален директор на Народна банка. Оваа функција веќе не постои.
Во 94-та е назначен за вице-гувернер во Народната банка, а во периодот од 97 до 2000-та е заменик гувернер на Народната банка. Бишев своето образование го доусовршува во Лондонската школа за економија и политички науки во 1997 година. Истата година специјализацијата ја имал на Виенскиот институт за споредбени економски студии. Во меѓувреме извршува многу други функции. Бишев е еден од креаторите на новата валута, денарот, и на реформите во Македонија. Како функционира македонските банки во таа Југославија? Па добро, во тоа беше периодот на Сдружениот труд и значи банките се третираа како сервис на Сдружениот труд и нивна цел требаше да биде да обезбедат што повише кредити, што по пониска цена и во тој период се правеа доста лоши пласмани. Истовремено Народна банка на Југославија и системот на централни банки имаше така наречен производ селективни кредити кои што се одобруваа за одредени дејности преку републичките централни банки до деловните банки, а тие требаше да ги пласираат во стопанството. Што значи лоши пласмани? Имаше премногу лоши пласмани во Тоа таа значи Југославија. дека Се даваа кредити однака кредити кои што види, значи самата дефиниција беше дека вие сте сервис на претпријатијата. И вие, значи, треба да им обезбедите обратни средства, да им обезбедите средства за инвестиција, а никој не се грижеше кога тие средства ќе бидат вратени и кој ќе ги плаќа. И, значи, на денот на монетарното осамостојување, Република Македонија, банките во Република Македонија има 80% лоши пласмани, а истовремено има депозити кои што требаше да се враќаат на штедачите. Доаѓа периодот на независноста на Македонија. Вие сте еден од креаторите на нашата, на македонската валута, на денарот. Како беше во тие моменти? Дел сте и од вклучен во процесот на клучни реформи кои што се носеле тогаш кога се поставувале темелите на државата? Па тоа беше едно од најхрабрите операции што мислам носителите на економските политики во Република Македонија ги направија. И тоа е заслуга на тоа што во поглед на осамостојувањето граѓаните на Република Македонија и партиите беа единствени. Чива беше идејата за денар? Од денар полесно беше или? Не, мислам имаше една група која што беше раководена од професор Богоев, која што требаше исто така да помогне во дизајнирањето на реформите и во исто така изнаоѓањето на името. И мислам еден академски експерт и уметник, чие име не се сеќавам, го предложи тоа име и беше прифатено. И значи се направи македонска валута без девизни резерви, без некое Беа тешки моменти тогаш, велите лоши пласмани во Југославија, па доаѓаат во Македонија, па се пресликуваат после. Како се справувавте со целиот тој период, тој процес на трансформација од Југославија, своја држава, нова валута, лоши пласмани, сега што ќе правиме, ќе ги опростуваме ли долговите? Значи основно е што имаше верба од сите нас, кога велам сите нас, од граѓаните, од бизнисмените, од собствениците, и тоа беше единствена и исправна цел по која се движевме. И таа верба не одржуваше сите нас да повлекуваме доста храбри чекори и од денешен аспект гледано се покажа дека тие беа исправни чекори. Значи, создадовме валута која е респектабилна, се создадоа девизни резерви, се создадоа здрави банки, банки кои што може да го поддржуваат македонското стопанство и граѓаните. И од тој аспект тоа е еден вид општествено добро кој што сите ние треба да го чуваме, а се разбира ние кои работиме во банките имаме и законска обврска тоа да го правиме. Бевте вклучени во клучни реформи, тогаш во процесот на независноста. Реков кога се поставуваат темелите на државата, кои беа се тоа реформи? Претпоставувам околу банкарството се вртеле. Меѓутоа клучни економски реформи кои што се поставуваат тогаш. Па добро, прво беше значи да се стабилизира инфлацијата и да се зауста од една хиперинфлација која растеше со 2000% годишно. Во првите 2-3 години клучно беше да се постигне стабилност на цените, потоа да се креираат девизни резерви, да се санира банкарскиот сектор, да се укинат селективните кредити, да се воведе современ систем на плаќање
мислам дека сите се веќе и заборавивме дека постоеше служба за општествено книговодство која го врши платниот промет, а банките немаа никаква функција. Па потоа дојдоа реорганизацијата и реструктурирањето на банките и нормално потоа банките да ја променат собственичката структура и денеска да почнат да диктираат и да нудат нови производи и се оно што постои во високо развиените земји. Сакам да ве прашам, тогаш во тој период независна Македонија, зошто Македонија земјава ја заобиколуваа странските банки гиганти, Deutsche Bank, не знам, цело време тогаш и јавноста така зборуваше нашиве банки се здружени за да не дојде некоја странска банка па ќе ги спушти каматите. Се чекаше малку еден подолг период додека да влезе практично првата странска банка во земјава. Мислам дека тоа се неточни спекулации затоа што Република Македонија до 95 година значи беше под ембарго и уште се преговараше значи за постигнување на одредена согласност за зачленување во Обединените нации и ние бевме исклучително ризична земја, значи големите имиња тие не прифаќаат висок ризик. И второ, Македонија е мала економија во која не се исплатуваше да се прифати висок ризик за мал принос. Значи од тој аспект во Македонија почнаа да влегуваат странските играчи во оној период кога политичката стабилност се зголеми, односно политичкиот ризик значително се намали, а исто така кога економските реформи почнаа да дават резултати. И од тој аспект, значи, денеска сме во ситуација да Република Македонија, независно што е мала економија, да таа е атрактивна за доста голем број на странски инвеститори, а особено за инвеститорите во сферата на финансиите, значи не само во банкарството, туку во осигурувањето. Значи денеска во осигурувањето исто така 95% од собственоста е во собственост на странски големи респектабилни осигурителни компании во сферата на лизингот, во сферата на банкарството. Стопанска банка АД Скопје е основана како прва банка во Македонија во 1944 година, која практично ги постави темелите за банкарско работење. Во април 2000 година, управувачкиот пакет акции од Стопанска банка беше откупен од страна на Националната банка на Грција, најголемата банкарска групација на Балканот. Националната банка на Грција во моментот поседува 94,64% од капиталот на банката. Клучен момент во животот на Бишев е ноември 2000 година, кога станува генерален директор на Стопанска банка. Следен клучен период во вашата кариера, во вашиот живот практично е Стопанска банка. Купувањето на Стопанска банка, приватизацијата на банката, во тој период многумина зборуваа за кредити кои што се давале буквално на поверение, за дубиози, што практично се случуваше со таа Стопанска банка. Зошто и ден денес некои, барем злонамерници, знаат да ја споменат приватизацијата на Стопанска банка? Па добро, значи Стопанска банка беше столб на финансискиот и банкарскиот сектор во Република Македонија. Значи кога се осамостојуваше Република Македонија, Стопанска банка беше скоро единствената банка во државата, затоа што дури и денешна комерцијална банка во периодот на Југославија беше основна банка на Стопанска банка. Значи Стопанска банка беше здружена банка со основни банки и основна банка за Скопје беше во тој период комерцијална банка као дел од системот. Значи, де факто беше банкарскиот сектор на Република Македонија. И во процесот на првата санација на Стопанска банка, значи некаде пред ова одвојувањето на Република Македонија од Југославија, значи некаде 89 година, комерцијална банка се издвои и стана самостојна банка. Потоа во процесот на санација 94 година, 5 здрави делови од Стопанска банка, за да се зголеми конкуренцијата во банкарскиот сектор, се издвоија, тоа е денешна Стопанска банка Битова, Прилепска банка, Тетовска банка и Кумановска банка и Охридска банка.
и продолжи како самостојни банки. Истовремено се формира и нови банки, као Мако банка, Експорт Импорт банка, денешна Унибанка, Инвестбанка, која беше подружница на Инвестбанка Белград, исто така стана самостојна банка. И на тој начин се отвори некоја конкуренција во банкарскиот сектор, меѓутоа Стопанска банка сочинуваше 70% од пазарот. И од тој аспект, значи, санацијата на македонскиот банкарски систем неминовно беше поврзан со санацијата на Стопанска банка. И бидејќи во тој период, значи, Македонија некаде до 2000-та година, 2001 перманентно беше во аранжман со ММФ и Светска банка, таа беше и дел од тие аранжмани. Значи, структурните реформи ја опфаќа и Стопанска банка. Значи, приватизацијата на Стопанска банка и незиното санирање не го правеше сама било која влада на Република Македонија, туку со ММФ и Светската банка. И значи приватизацијата и се направи во пакет со приватен инвеститор и со подружницата на Светската банка АФС и Европската банка за обнова и развој, која заедно со Националната банка на Грција во 2000 година ја станаа доминантни собственици на Стопанска банка. Муабетите ги знаете, зошто баш на Грција? Го знаете спорот на проблемот на Македонија со Грција. Имаше ли други интересенти тогаш за Стопанска банка? Со оглед на тоа што нели банката поседувала најголем дел од пазарот, односно имала влијание. Па добро, тоа беа, како да кажам, исклучителни времења и гледано од денешен аспект, кога Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија, која сите очекуваме да добие датум, и период кога земјата се отварала према странство, тешко може да се соберат и сватат од денешна перспектива дали можело да има инвеститори. Значи, 98 година, односно некаде 97 година, интерес пројави Жирокредит банката од Австрија, која што беше откупена од Ерсте и некаде до 98 година де факто се преговараше со Ерсте групацијата да ја откупи Стопанска банка. Меѓутоа, во 2000 година банката беше откупена од Националната банка на Грција, значи најверојатно единствена потенцијален кандидат остана Националната банка на Грција, ја откупи банката и мислам дека тоа беше добар потек. За колку пари се откупи? Се сеќавате или тоа е? Па имаше, значи, проценка, ревизија беше направена и тој процес беше мониториран од ММФ и Светската банка и од тој аспект имаше консензус од страна на сите носители на економските политики, исто така бидејќи требаше да се донеси закон во парламентот за Стопанска банка и незината приватизација и тој закон се изгласа едногласно со консензус од страна на сите политички партии во сите тогашни членови на парламентот. Значи беше тој закон донесен со консензус. Па мислам дека банката се продаде, сега во тоа време беа германски марки, така да мислам дека беа некаде околу 90-100 милиони германски марки. Посеќавање. Па гледано од денешен аспект, дека акционерот и менеджерскиот тим таму ја преструктурира Стопанска банка, ја направија банка која што го поддржува стопанството на Република Македонија. Значи, гледано од тој аспект, да. Значи, недвојбено е дека тука и АФС и ЕБРД, кои што некаде до 2006-2007 остана акционери во банката и Националната банка на Грција, со ноу-хауто што го пренесе и реорганизирањето на банката, значи дадоа свој придонес во заздравувањето на финансискиот сектор и банкарскиот сектор на Република Македонија, за да може ефикасно да ја врши својата функција. Во ноември 2000 година вие доаѓате на чело на Стопанска банка. Кој беше предизвикот да се нафатите да ја водите практично најголемата банка во земјава? Значи, во тој период банката беше најголема банка, меѓутоа банка која што немаше производи. Значи, немаше стамбени кредити, немаше кредитни картичи, немаше потрошувачки кредити, немаше кредитирање на компаниите. Значи, банката имаше ликвидносни проблеми, имаше доста лоши пласмани
немаше информационен систем и таа беше дел од аранжманите, како што кажав со ММФ. Значи, вие кога направите ценовна стабилност као Централна банка, вие не сте се уште успешни. Ако не генерирате и економски раст. А економски раст не може да испорачаат носителите на економските политики. Тоа го испорачува приватниот сектор. А приватниот сектор не може да испорача економски раст ако нема кредитирање. Значи, анализите покажуваат дека постои корелација помеѓу растот на кредитите на компаниите и растот на реалниот бруто домашен производ. И во земјите кај што има ефикасна алокација на тој средства, значи ако вие ко банка давате кредити на профитабилни компании, тоа тие компании растат побрзо, отвараат работни места и економијата во целина се движи. Вие ко банка тоа не го правите затоа што пред се сте заинтересирани за економскиот раст, вие тоа го правите за да остварите профит. Меѓутоа, вие не можете да остварите профит ако не правите здрави пласмани. Бидејќи ако направите лоши пласмани, тоа е ваша загуба. И од тој аспект, вршејќи ефикасно својата функција, вие вршите исто така една општествена корисна цел, го поддржувате економскиот раст и вработувањата во националната економија. И тоа беше предизвикот. Значи, повеќе од една деценија колку останате? 12,5 години. Да. И значи тоа беше предизвикот да еднаш кога инфлацијата е скротена, да сега да дојде втората компонента од таа економска стабилност, а тоа е да се биде дел од банкарскиот сектор, да се санира Стопанска банка, да врши ефикасна алокација на ресурсите и да се отвараат нови работни места и економски раст. И во тој период ја повише бев макроекономиста отколку што бев банкар. И тука, значи, соработката и да се биде дел од Националната банка на Грција беше исто така голема школа и ноу-хау. И од тој аспект имавме успешни години и да банката се реструктуира и да стане една од најпрофитабилните банки, најздравите банки и ефикасна банка. И го фативте периодот на кризата, светската економска криза, малте не ги одмина македонските банки, ако не се лажам. Па добро, значи македонските банки, првиот бран не влијаеше врз нив, затоа што банките нема инвестирано во хартија од вредност во странство. Де факто кризата се прелеа на тој начин што дојде преку реалниот сектор, односно извозната побарувачка за македонските компании се намали, приливите на средства станаа ограничени и компаниите се судрија со проблем да можат да имаат кешфлоу за да ги враќаат редовно кредитите. Тие почнаа да ги намалуваат платите на вработените, да се зголемува бројот на невработени. Значи, тоа исто така се прелеа и врз кредитирањето на населението. Меѓутоа, нивото на лошите пласмани во Македонија е едно од најниските од сите земји во регионот и тој пораст кај нас изнесува околу 30%. А во сите други земји порастот на лошите пласмани во текот на кризата се зголеми за 3 до 4 пати. И од тој аспект се покажува дека сите банки во Република Македонија и банкарскиот сектор во целина, значи, приоритет дадоа на стабилноста и успешно ја пребродија и тоа е нешто со што Република Македонија може да се гордее. Господине Бишев, Грција е во специфична ситуација економска. Навистина многу муабети излегоа изминатиот период, барем кога станува збор за светската финансиска криза, со оглед на тоа што Грција е погодена. Се одлеваа ли пари од Стопанска банка, од нашава банка во Грција? Значи, Стопанска банка во тој период даде и званично соопштение, значи денеска не можам да зборувам во името на Стопанска банка. Значи, не зборувам за периодите кога вие бевте дел начело на Стопанска значи, банка. Банката, значи, се однесуваше согласно регулативата на Република Македонија и од тој аспект, значи, таа немаше кредитирано компании од Република Грција.
Тој е вореден професор на економскиот факултет во Прилеп и професор на постдипломските студии на економскиот факултет во Скопје. Прво, каде повеќе се гледате, во професорската или во банкарската професија? Едно без друго не може, значи не можете да бидете добар професор без да имате практично искуство, а не можете да работите практично ако немате неодредено теоретско знаење. И мислам дека двете функции се надополнуваат. После 12 години поминати во Стопанска банка, доаѓате на чело на Шпаркасе банка, банка која што постои низа години повеќе, колку 187 години во светот. Од 1825 Од 1825 година. Кој беше предизвикот да се нафатите, да направите тој трансфер кој практично предизвика вистинска бура во македонскиот банкарски свет? Па добро, значи основна карактеристика на секој човек е да се менува и промените она што го движат светот, го прават прогресот. И од тој аспект, значи, стратегијата што ја понуди Шпаркасе и Ерсте групацијата за мене беа предизвик и ја ги прифатив и еве денеска сме во Шпаркасе Македонија Скопје. Се мислевте, се двумевте поприлично време или што беше пресудно при носењето на одлуката? Па добро, кога носите одлуки, или ги пресекувате, или ги одолговлекувате. Ја по карактер не ги одолговлекувам одлуките, значи требаше одреден временски период, меѓутоа сето се договори за 2 до 3 месеци. Доаѓате на чело на Шпаркасе банка, за разлика од Стопанска банка, сепак и Шпаркасе е рангирана во топ 5 банки во Македонија. Стопанска е веројатно поголема. Која е целта, кој е мотивот, што е она што го поставивте? Значи, ние не ги гледавме статично работите, ние ги гледавме динамично. Значи, ако ја гледаме историјата како на поотделни земји, така и на одредени банки, некои земји што биле високо развиени, денеска веќе не се. И напротив, некои земји што биле ниско развиени, денеска се брзо растечки земји, исто и со банкарството. А исто така, кај банките тие не се разликуваат на големи или мали, тие се разликуваат на добри или лоши банки. И од тој аспект, значи, нашите аспирации се да бидеме ова добра банка, да бидеме примерен корпоративен граѓанин на Република Македонија, да имаме и регионална улога, да ги поврзуваме економиите во кои што Ерсте групацијата е присутна, тоа се 14 земји во светот, вклучувајќи и Австрија, која што е земја членка на Европската унија, да донесеме ноу-хау и од тој аспект Шпаркасе Македонија има знаење, има тим, има поддршка од акционерите, ние тоа ќе го направиме. Како се прави тоа? Па тоа се прави едноставно на тој начин што ги слушате клиентите, нивните потреби, исто така ги слушате регионалните играчи што сакаат да инвестираат во Република Македонија, а исто така имате знаење да управувате со ризиците, имате добар тим и акционери кои што ве поддржуваат и имаат капитал. И сето тоа го има Шпаркасе Македонија. Што е она што може да го очекуваат граѓаните или компаниите? Сите бараат кредити, компаниите конкретно во последно време се жалат дека не добиваат многу кредити. Населението во златните времења веќе се задолжи со кредити, па сега бара нови кредити за да ги затвори старите кредити. Па добро, во услови на рецесија паѓа животниот стандард и бидејќи животниот стандард паѓа, потешко се наоѓаат работни места и нормално е населението се соочува со потешкоти во враќање на кредитите. И тога и банките тоа сами не можат да го решат. Исто така носителите на економските политики преземаат мерки за да кризата брзо се надмине, почне повторно раст, зголемување на доходите, лесно се доаѓа до работни места и значи банките се прилагодуваат и економијата и на крај повторно влеземе во фаза на раст и стои и со компаниите. И од тој аспект банките во Република Македонија имаат капацитет тие лоши пласмани да ги абсорбираат без да ја подкопат нивната стабилност, а исто така го продолжуваат кредитирањето. Нивото на лоши пласмани во Шпаркасе на Македонија е на просекот на банкарскиот сектор. Кај населението сме подобри од просекот во банкарскиот сектор, кај компаниите сме нешто полоши. И како прв производ што ќе почнеме да го нудиме од идната недела, значи од понеделникот, тоа ќе биде
потрошувачки кредит на населението со рок на отплата од 10 години и новина ќе биде што во првите 6 месеци населението нема да има потреба да ја враќа главницата, туку да плаќа само камата, значи ќе има грејс период од 6 месеци. Значи во летниот период, кога ќе одите на одмор, кога ви требаат пари за трошење, нема да враќате главница, а главницата ќе почнете да ја враќате од јануари 2014 година, оние што ќе земат кредит во јуни, а тие што ќе земат во септември, значи ќе отпочнат со отплата на главницата некаде март-април 2014 година. Со населението завршувате овде со потрошувачки кредити или? Не, значи сон на секое семејство во Република Македонија е да има собствен дом, собствен стан и од тој аспект значи ги подобруваме и условите за стамбениот кредит и воведуваме две категории на стамбен кредит. Новиот услови за стамбен кредит се со фиксна каматна стапка за првите 3 години од 5,50% годишно, а исто така за оние што сакаат да купуваат поголеми станови, ќе имаат можност партнерски да се договараме, исто така со корпоративниот сектор, каде што исто така раководи господинот Боко, договоривме да со компаниите кои што ние ги финансираме за стамбена изградба, исто така да можат директно да продаваат стамбени кредити од Шпаркасе банка Македонија и на тој начин имаме вкрстена продажба со компаниите од градежната индустрија. Можам да приметам дека Шпаркасе се фокусира поприлично на граѓаните, на населението, поинтензивно, поагресивно? На се што е кредитно способно во Република Македонија, значи кредитирањето се однесува и на компаниите, и тука имаме исто така проектно финансирање, финансирање за обртни средства, а предност на Шпаркасе се и два елементи што можеме да финансираме регионални проекти, компании кои што се регионални и меѓународно активни преку групацијата на Шпаркасе Грац или Ерсте групацијата, а предност е и што истовремено имаме лизинг компанија, S-Leasing, кој што исто така може да врши поддршка на компаниите. Сакам да ве прашам, уште ова рековте кредитоспособни луѓе И компании. И компании. Голем дел од населението кој што веќе се задолжи, ние го споменавме во тие златни времења 2007-2008 година, практично сега имаат проблем да ги враќаат тие стари кредити и се доведени во една незавидна ситуација каде што не може да го вратат тој кредит, а немаат некој извор на пари за да го затворат тој кредит, односно да се задолжи за да се раздолжиш. Добро, тоа е ако го гледаме статички. Ако гледаме дека Република Македонија е земја кандидат за Европска унија и може да очекуваме, значи во следниот период да конвергираме, да се соочиме со економски раст, раст на доходите, значи може да очекуваме и дека ќе има простор за нови задолжувања. И значи во Република Македонија задолжувањето на населението е 16% од бруто домашниот производ, а во земјите членки од Европската унија е 50%. Нормално со многу повисок животен стандард. Значи ние очекуваме дека ќе растеме заедно, и банката, и компаниите, и населението, ќе расте стандардот и од тој аспект ќе биде можно и ново кредитирање. Околу компаниите, тие често се жалат дека не добиваат кредити, а банкарите често велат немате добри проекти. Вистината е на средината и ние ќе се трудиме да заедно со компаниите ги правиме проектите и тука нашето знаење и традиција кој Шпаркасе Македонија и ко групацијата што ја имаме, сигурно ќе ни користи и од тој аспект значи и нашиот тим е така структуриран да во тимот имаме и искусни лица кои што работеле во групацијата, да ни го пренесат тој ноу-хау, исто така млад тим што сака да учи, а исто така и искусни вработени што работат во банката од основањето на Инвестбанка, би од тој аспект тоа е нашата предност. Спремна е Шпаркасе да финансира проекти, големи компаниски проекти до колкава сума? Па ви кажав, значи во рамките на групацијата немаме ограничувања и од тој аспект ја не сакам јас да зборувам, ја би сакал делата да зборуваат и од тој аспект добро е после 3 до 6 месеци да оно што денеска го дискутиравме да процените дали го остварив.
Бившев од почетокот на мај е прв човек на австриската Шпаркасе банка. Шпаркасе банка од септември 2008 стана дел од Штаермарки Шпаркасе и групацијата Ерсте, една од најсилните групации во Европа со 200 милиарди евра вкупна актива. Со 188 годишна традиција на 15 април 2010 Шпаркасе банка ја направи промената на името и официјално се ребрендираше. Во изминатите 3 години Шпаркасе банка во Македонија е рангирана во првите топ 5 банки во земјава. Сега сме во експозитура на Шпаркасе банка, наплатен центар. Обично, господине Бишев, за банкарите велат луѓето, оние револтираните, дека се како лихвари, дека камати големи наплаќаат, не оставаат на мира. Па добро, значи тај притисок прави да банките секпат бидат здрави и ефикасни. И сега ако ги прашите штедачите, тие ќе кажат каматните стапки се ниски. Ако ги прашите тие што земаат кредити, велат каматните стапки се високи. А ние де факто посредуваме помеѓу штедачите и оние што земаат кредити и де факто треба ефикасно да управуваме со тој процес. И од тој аспект овие забелешки на штедачите дека каматите се ниски, а за оние што земаат кредити дека се високи, постојат во сите земји и ќе траат. Ве прашувам како искусен банкар, човек со багаж зад себе. Стабилен ли е банкарскиот сектор во Македонија? Да. Таа е стабилен, меѓутоа пак цената за таа стабилност не смее да биде премногу висока. Значи, една банка е успешна ако таа прави профит, ако работи сигурно, стабилно и ако има соодветно ниво на капитал. Меѓутоа, ако вие наметнете банката да има огромен капитал, да има огромни резервации, тогаш профитабилноста ќе се намали, таа нема да биде атрактивна за акционерите и клиентите. И од тој аспект, значи, кога зборуваме за стабилноста на банкарскиот сектор, секпат треба да имаме во предвид дека сите тие фактори мора да се исполнети, бидејќи вие може да направите зграда што издржува земјотрес од 12 степени, меѓутоа таа зграда што ќе биде толку скапа што нема да имате купувачи за станови. Значи, оно што претходно ме прашавте, дали се жалат клиентите што земаат кредити дека каматите се високи. Значи, вие ризиците во принцип ги вградувате во цената. И ако сакате да имате банка што ќе е стабилна да издржи земјотрес од 15 степени, тој вие треба енормно да ги зголемите каматните стапки. За да тоа ниво на резервации го вградите во цената. Значи, банкарскиот сектор во Република Македонија е стабилен од аспект на светските стандарди, што постојат за работењето на банките, и истиот е еден од најстабилните од сите земји во регионот. Можно е да се очекува олабавување на каматите, веќе спомнавме нешто. Паѓање уште на каматите за здравување. Па вака сега, значи, као што кажав, тоа ќе биде неизбежна тема во секој временски период, ќе притиска. Меѓутоа, као што претходно кажав, стамбен кредит со 5,50 годишна каматна стапка и потрошувачки кредит со каматна стапка во денари од 6,80 е една од најконкурентните во регион. И од тој аспект, значи, ние можеме да се гордееме и да бидеме задоволни, меѓутоа таа задоволство да не опушта, туку напротив, ние работниците во банкарскиот сектор да се трудиме да работиме поефикасно и тие камати да се намалуваат, штедачите заради стабилноста и сигурноста да бидат спремни да прифатат пониски каматни стапки, за да можеме сето тоа да го пренесеме врз кредитите за компаниите и населението. Како банкар, како ја коментирате вкупната економска ситуација во Македонија? До пред скоро време имавме неликвидна економија, односно компаниите се гушија во неликвидност, долгови меѓу себе, долгови од страна на државата. Има ли излез од целата оваа ситуација? Значи, мора да се прави разлика помеѓу неликвидноста и неликвидноста што е резултат на несолвентност. Значи, доколку имате неликвидна економија, тогаш ќе имате дефлација. Значи, во моментот инфлацијата во Република Македонија е 2,5%, што значи има доволно пари.
А проблемот е што одредени компании немаат ликвидност заради лошото работење. И тога основна мерка за да вие го подобрите ликвидноста е да го санирате работењето. Значи да се реструктурирате. И значи истината е, како да кажам, двонасочна. Значи најверојатно ќе треба повисок кредитен раст и поголема ликвидност. Меѓутоа, паралелно со тој кредитен раст и ликвидност ќе биде потребно и реструктурирање на компанијата. Тоа оди едно со друго заедно. Само ликвидност е недоволна. Цело време во банкарство би прифатиле некоја министерска позиција? Сте размислувале да се вклучите во политика? Па мислам дека мене ме исполнува да работам за приватен сектор, да сум паралелно и во академската сфера и тоа е она што сум учел да го работам, што го работам цело време и верувам дека на тој начин давам и најголем придонес и за земјата и за банкарскиот сектор. Господине Бишев, сосема за крај. Гувернерот Богов најави можни преструктурирања, прегрупирања во банкарскиот сектор. Едно шпекулациите Шпаркасе банка влегува или сака да ја купи Стопанска банка. Национална банка Грција да го продава делот од Стопанска банка. Има ли такви најави или заинтересирани ли сте можеби за во иднина Шпаркасе банка за некоја друга банка, спојување, прегрупирање, затоа што Богов веќе го најави тоа? Значи, најверојатно, имајќи во предвид големината на македонската економија и бројот на банки и стандардите за профитабилноста, стабилноста и економијата на обемот, значи најверојатно ќе мора да дојде до окрупнување на банкарскиот сектор. И тај процес се одвива во сите земји во светот, не е нешто што е новина. Меѓутоа, од друга страна пак Шпаркасе Македонија, значи ние уште не сме изградиле нашата долгорочна стратегија. Меѓутоа, значи, како што кажав и на почетокот, нашата цел е да бидеме примерен корпоративен граѓанин на Република Македонија, примерна банка, да го и донесеме вредносните системи на Шпаркас и Ерсте групација, а исто така, знаејќи го локалниот амбиент на стопанисување, банката да расте, да нуди ефикасни услуги, клиентите да бидат задоволни и ако клиентите гласаат дека Шпаркас е добра банка и треба да расте и по други основи, ние тоа ќе го земеме во предвид во нашите стратегии. Ако добро разбрав, прегрупирање сепак има во банкарскиот сектор. Или е неопходно тоа? Па значи според стандардите, 2 милиони жители и 16 банки не даваат профитабилност за акционерите однаква каква што е во светски рамки и ефикасност на работење. Меѓутоа, ова прегрупирање, значи во Република Македонија се зборува 10 години. Најверојатно со темпото на забрзување на темпото кон приближување на Европска унија, најверојатно и тај притисок ќе се зголеми. Меѓутоа, во која временска димензија ќе го има и како, тоа останува да видиме, времето да покаже. Благодарам. Благодарам и на вас. Среќа се неубаво. Тука некаде е крајот на денешното издание на Патот до успехот. Ви благодарам за вниманието и довидување до следната сабота.